Информативна емисија Жешко Столче. Информативна емисија Жешко Столче. Во денешната емисија Жешко Столче на Радио Пела, наш гостин е Милет Алевски, председател на Советот на општина Прилеп. За жал не сме во студиото на Радио Пела и тоа ќе беше прв пат доколку бевте таму гостин. Ние сме во салата на општина Прилеп, но ќе разговараме на актуелни теми поврзани со ребалансот на буџетот на општина Прилеп. На седницата која што неодамна се одржа, навистина беше седница која што имаше на дневен ред над 70 точки. Беше интересно да се слушне и токму тоа ќе биде и темата на овој денешен разговор. Најпрво, она што се наметнува како прашање е зошто се правеше ребаланс на буџетот? Што е основната причина за тоа? Најпрво да ви се заблагодарам за поканата да бидам гостин во вашето радио. Како што кажавте, интервјуто се одвива во просторите на салата на Советот на општина Прилеп. Се надам дека наредна прилика ќе одржим интервју во просторите на Радио Пела. Се одржа 31-та седница на Совет, навистина со поголем број на точки на дневен ред, со оглед на тоа дека имаше потреба од страна на институциите во градот со доставувањето на материјалот до службите на Советот на општина Прилеп за решавање на прашања кои што се во интерес на институциите, во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Една од најинтересните точки која што беше на последната седница на Совет е ребалансот на буџетот на општина Прилеп. Која е потребата да се изврши ребаланс на буџетот? Потребата за да се изврши ребаланс на буџетот е тоа што знаете дека во градот може да забележиме дека има една градежна експанзија со голем број на асфалтирање, реконструкција и асфалтирање на улиците во градот. Тоа се наметна како потреба затоа што сите добро знаеме во каква состојба бе улиците во градот, но и она кое што ние како локална власт го ветивме пред граѓаните е тоа дека практично до крајот на 2019 година нема да има улица која што се наоѓа на јавна површина, односно во собственост на Република Македонија, дека нема да има ниту една улица која што нема да биде неасфалтирана. Во однос на тој проект и тоа ветување кое што дававме пред граѓаните, се адаптираше и буџетот, односно се изврши ребалансирање на буџетот. Практично беа одделени дополнителни 55 милиони денари од буџетот на локалната самоуправа за асфалтирање на нови улици и реконструкција на веќе постоечки улици кои што беа во една незавидна состојба. Она кое што го напоменав и сакам пак да го повторам, тоа е дека во еден временски период кога нема избори, во еден временски период на нашето практицирање на власт од година и пол година и некој месец се изврши такво асфалтирање, реконструкција која што досега да бидеме реални не е запаметено. Во период кога нема ни избори, во период кога буџетот треба да се реализира онака како што е ветено пред граѓаните. Значи 55 милиони средства се определени за дополнително реконструкција и асфалтирање на улиците во градот. Може да забележиме една сериозна бројка на улици кои што се асфалтирани, практично околу 50 на улици во временски период се комплетно или реконструирани или извршено ново асфалтирање. Ќе напоменам неколку, а тоа е улицата Петта Пилевска бригада со должина од 1,5 км, ке од Бранко Секуловски во местна заедница Виште со 1,1 км, улицата Александар Македонски со 1,4 км, нов асфалт и знаете добро дека се изврши асфалтирање на патот од Прилеп према Вештачкото езеро со должина од околу 6,5 км. Ова е навистина импозантна бројка на асфалтирани улици во градот и реконструирани улици во градот и од тука се наметна потребата дека треба дополнително да се изврши реконструкција и асфалтирање на нови улици и оние кои што се во лоша состојба. Практично на подрачјето на град на општина Прилеп се врши реконструкција и асфалтирање или градежни активности буквално во целиот дел од градот. Овие улици кои што ги напомнам се различни урбани заедници во Варош, во Варош улицата ќе напомнам Бога Димитриевски се реконструира последна дел од улицата 11 октомври во местна заедница Вишне, голем дел во урбаната заедница Гоце Делчев улици, Пчиња, Истарска, Петта Пилевска бригада со една подолга улица која што се асфалтира и сето ова покажува дека никогаш не е доволно средства за да се изврши
комплетна реконструкција. Доколку сакаме градот да залечи како што треба, многу е битно и она ветување кое што го дадовме, тоа е дека практично до крајот на годината нема да има ниту една улица која што нема да биде асфалтирана. Исто така да напоменеме дека во ребалансот покрај она што се планира да се реконструираат и да се асфалтираат улици низ градот, имате планирано средства и за реконструкција и асфалтирање на локални патишта, но и она што е интересно, изработка на 30 детални урбанистички планови за руралните средини, односно за населените места. Дали тоа значи дека досега ниту еден детален урбанистички план не е изведен за населените места во општина Прилеп? За жал, ќе го потврдам тоа и ќе го констатирам дека по изминатите 12 години претходната власт не извршила, не донесла ниту еден урбанистички план за населените места. Како што напоменате, тоа ќе го кажам дека со ребалансот се одделени 18 милиони денари средства за изработка на урбанистички планови во 30 населени места во градот. Животот во селата не значи само да се изврши субвенционирање или поддршка на земјоделците за пласман, продажба на своите производи, земјоделските култури кои што ги произведуваат. Многу е битно да се врати животот во населените места со подобрување на патната и регионалната инфраструктура на населените места. Знаете во каква состојба се населените места и од тука се наметна потребата да се изврши урбанистичко уредување на населените места, онака како што треба, за да се изврши реконструкција, асфалтирање, тампонирање, да се изработи проектна документација за подготовка на реализација на проект за канализација, водоснабдување и така натаму. Потребно е секој населено место да има изработен урбанистички план и затоа ние како одговорна локална самоуправа се заложивме да го реализираме тој проект, а тоа е да се изврши урбанизирање на 30 населени места на подрачјето на општина Прилеп, за да можеме да излеземе со конкретни програми и планови до институции кои што ќе дадат средства за изградба на канализациони или водоводни мрежи во градот и асфалтирање или реконструкција на патиштата во населените места, се со една цел жителите од населените места да имаат полесен пристап до поурбаните места во градот, за да може да му се олесни животот како во делот на пласма на земјоделските производи, така во целокупното нивно живење. И затоа е таа наша заложба со делување на овие средства да се изврши изработка на урбанистички планови за населените места и практично наредна година со донесувањето на урбанистичките планови на населените места ние може да планираме реализација на поголеми капитални проекти во населените места, како што ги напомнав, изработка на канализациона и водоводна мрежа, која што е од многу битно значење. Ние сме сведоци со посетите кои што секојдневните посети и комуникација со граѓаните кои што ги имаме, поготово во летен период, во рамките на работните активности кои што ги имаме со градоначалникот, извршиме посета на голем број на населени места и сите практично се соочуваат со овој проблем кој што претходно го наведовме, со лошата канализациона, водоводна мрежа, патната инфраструктура и така натаму. И од тука е оваа потреба за подготовка и изработка на урбанистичките планови во овој дел. Што се однесува до руралниот развој, во соработка со Агенцијата за поддршка на рурален развој, Прилеп доби проект за асфалтирање и реконструкција на патниот правец од село Волково до село Прилепец и од Прилепец до манастирот Свети Никола. Практично тој пат ќе биде комплетно реконструиран и асфалтиран. Тоа е дел од онаа поддршка која што има во соработка со владата на Република Македонија. Информативна емисија Жешко Столче. Информативна емисија Жешко Столче. Čekam da me povikaš od drugijot, da te
доаѓаш облечена во мириси, на зумбули на брани, во туѓи градини. Ти си тајна отровна, од сите што ја кријам, кога крв ми зоврива и не дава да спијам се што разум зборува. Срце не може да чуе, љубовта ме лекува, љубовта и ке ме отруе. Ја кријам својта љубов ко другите што кријат злоба, ношалантно ко да ми е срцето празна соба, а само ти знаеш дека сум твој, крадеш кум завртен број, за да не дознае тој. Ти си тајна отровна, од сите што ја кријам, кога крв ми зоврива и не дава да спијам се што разум зборува. Срце не може да чуе, љубовта ме лекува, љубовта и ке ме отруе. Свилена пајажина од греф и страсти, жив сум само кога на сат или два ке сме сами, ги носиш моите бакнежи ко да се бисери во гердана нижани. Ти си тајна отровна, од сите што ја кријам, кога крв ми зоврива и не дава да спијам се што разум зборува. Срце не може да чуе, љубовта ме лекува, љубовта и ке ме отруе. Ти си тајна отровна, од сите што ја кријам, кога крв ми зоврива и не дава да спијам се што разум зборува. Срце не може да чуе, љубовта ме лекува, љубовта и ке ме отруе. Тајно моја дојди, отруи ме. Информативна емисија Жешко Столче. Жешко Столче. Информативна емисија Жешко Столче. Да се вратиме повторно на патната инфраструктура и да се вратиме во срцето на градот. Имавте најавено дека ќе следува реконструкција на улицата на булеварот Гоце Делчев, на булеварот Прилепски бранители. Тоа беше на почетокот едногодишен проект, беше најавено дека ќе се одржи тендер, но тендерот пропадна, а на седницата неодамна беше најавено дека тој проект ќе биде 2-годишен. Што значи тоа? Што содржи тој проект, бидејќи сепак се работи за срцето на градот, тие две буливарски улици се спојуваат, што значи дека мора да бидат уредени онака како што треба и значителни средства се одвоени за таа намена, според она како е планирано од буџетот. Точно е, ние како локална самоуправа со донесувањето на развојните програми инсистиравме, настојувавме да не биде праксата која што беше претходно воспоставена, а тоа е да се донесат на седница на Совет развојните програми и секоја буџетска година да бидат одлагани за наредна година и за наредна година. Тоа беше практично пример за многу развојни програми во претходните мандати кои што беа донесени од претходната локална власт и практично ниту еден капитален проект не беше реализиран во делот на она што значеше развојна програма и предвидено средства од буџетот на општина Прилеп. Точно, Советот на општина Прилеп донесе 4 развојни
програми, капитални инвестиции кои што беа определени да се реализираат во текот на една буџетска година. Тоа беше реконструкција на булеварот Гоце Делчев и дел од улицата Прилепски бранители, точно во срцето на градот. Набавката на 4 нови автобуси на метан, изградбата, односно реконструкција на мостот на улица Трајко Николовски и реконструкција на градскиот стадион. Сите овие три проекти веќе се во завршна фаза или веќе се во тек на реализација, што се однесува до капиталната инвестиција како дел од развојната програма која што е со Советот на општина Прилеп, реконструкција на булеварот Гоце Делчев и дел од улицата Прилепски бранители, од едногодишна се преферира да биде двогодишна, со оглед на тоа дека се наметна за определување на дополнителни средства за реализација на вака еден голем капитален проект кој што би го реализирала локалната самоуправа. Првично оваа година е предвидено да се реконструира дел од улицата Прилепски бранители, а потоа комплетно наредната година реконструирање на булеварот. Знаете, булеварот ќе биде едно од поатрактивните урбанистички уредувања во градот. Се надам дека проектот граѓаните на општина Прилеп го имаат видено да тоа е на импозантно урбанистичко решение со голем број на содржини и она кое што ги мачеше граѓаните на потегот новој дел во центарот на градот, околу делот на гужвата во сообраќајот, околу делот на паркинг просторот, тоа со овој дел ќе биде регулирано, практично тој дел нема да има можност за паркирање на возила, тоа ќе биде на пешачка зона која што граѓаните ќе можат онака да користат тој дел од градот како што личи едно централно градско подрачје. Тоа значи дека годинава може да се очекува да има градежни зафати, реконструкција на булеварот пред општината, значи од поштата до практично до раскрсницата, главната раскрсница. Што ќе офати, дали тоа значи проширување на булеварот? Точно, тоа фаќа проширување. Целта на целокупниот проект е проширување на булеварот и она вклопување на повеќето урбанистички содржини кои што се предвидени со проектот. Она кое што морам да го напоменам, тоа е дека подземната инфраструктура во подрачјето на булеварот и дел од улицата Прилепски бранители, улицата пред општинската зграда, буквално комплетно е решен. Водоводната, канализационата мрежа на инфраструктурата долу во делот на она што значи комплетна катастарска, во делот на каблите и така натаму кои што ги користат кабелските оператори и така натаму е буквално комплетно решено и сега преминуваме на реализација на надворешната надземната површина во делот на сето кое што е предвидено во урбанистичкиот план кој што е донесен. Исто така, уште едно срце на градот, а тоа е градскиот стадион. Мораме да напоменеме дека дополнителни средства ќе има одвоено. Градоначалникот ветува дека до 3 ноември веќе ќе можеме да гледаме спортски надпревари на градскиот стадион. Дали тоа беше причината заради која што дополнителни средства се одвоија за намена при реконструкцијата на градскиот стадион Гоце Делчев и воедно исто така имате дополнителни средства одвоено и за спортските клубови, издруженија и за невладините организации. Значи ли тоа поголема поддршка за граѓанските организации? Апсолутно. Како што напоменав претходно, еден од поголемите крупни капитални проекти кои што ние како локална самоуправа се заложиме да го реализираме, тоа е комплетната реконструкција на градскиот стадион Гоце Делчев. Знаете какви чувства буди фудбалот во Прилеп, какви чувства прилепчани имаа спрема стадионот Гоце Делчев и за жал сето на кое што се случуваше последните 4-5 години практично да не се одржи фудбалски надпревар во најфудбалскиот град, а тоа е Прилеп. Ние како одговорна локална самоуправа преземаме сите мерки да се соочиме со проблемот и да почнеме да има градежна реконструкција на градскиот стадион. Сите добро знаеме, може да забележиме дека се интензивираат градежните активности на градскиот стадион Гоце Делчев, комплетно е реконструирана јужната малата трибина со кровна конструкција. Додека во фаза на реконструкција е големата северна трибина со комплетно нејзино реконструирање, со изградба на зидот од едната страна на стадионот и сите оние содржини кои што се потребни за
градскиот стадион да биде онака, да доликува онака како што му доликува на еден фудбалски град како што е Прилеп. Во завршна фаза се разговорите со Фудбалската федерација на Македонија со оглед на тоа дека Фудбалската федерација има врска да го реконструира теренот и тие се согласија да во најбрз временски период да ја преземат и да се реализира и таа фаза преку јавна набавка која што тие самите имаат реализирано и вате на нивна страна дека во најбрз временски период ќе биде завршено и реконструкцијата на теренот и практично со тоа до крајот на октомври, почетокот на ноември, се надевам дека ќе не послужи и времето во делот на градежната сезона и се надевам дека она кое што го дадовме како ветување, како локална самоуправа, во ноември граѓаните на општина Прилеп ќе имаат можност да присуствуваат после 4-5 години на фудбалска утакмица, да гледаат фудбал во Прилеп на градскиот стадион Гоце Делчев, кој што е од исклучително битно значење за Прилеп и Прилепчеви. Информативна емисија Жешко Столче. Информативна емисија Жешко Столче. I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow. I don't care, it's good as gone. I said I won't lose control, I don't want it. I said I won't get too close, but I can't stop it. Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no, oh no, there you go, making me a liar. But I kinda like it though. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no. You're watching, I feel it. I know I shouldn't stay. I picture your hands on me. I don't wanna let it happen. But what if you kiss me? And what if I like it? And no one sees it. I said I won't lose control, I don't want it. I said I won't get too close, but I can't stop it. Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no, oh no, there you go, making me a liar. But I kinda like it though. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no. Oh no, 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 here comes trouble. No, no, starting up a fire. I don't believe myself when I say that I don't need you. I don't believe myself when I say it, so don't believe me. Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no, oh no, there you go, making me a liar. But I kinda like it though. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, no, Информативна емисија Жешко Столче. Информативна емисија Жешко Столче. Тоа беше отприлика она што ќе офати ребалансот.
Што се извинувам што се однесува до спортските клубови, невладените организации, должен да ви одговорам и на тоа прашање. Знаете дека од буџетот на локалната самоуправа се делуваат средства за помагање на граѓанскиот сектор, односно невладените организации, спортските клубови во делот на финансиска помош до овие здруженија на граѓани, се на цел да им излеземе во пресрет и да преку помошта која што локалната самоуправа им ја дава нив, да ги подобриме условите за нивно функционирање. Со таа цел одредени средства со ребалансот беа предвидени за како дополнителни средства за спортските клубови и невладените организации, се со цел да можат доменот на нивните активности да го прошират, да го надградат во интерес на сите граѓани врз основа на делокруг на нивните активности кои што тие ги реализираат. Реков да завршуваме од прилика тука со ребалансот и оние намени кои што се предвидени за до крајот на годинава да бидат веќе употребени за одредени проекти, дали инфраструктурни или пак како помош, како што и сами рековте, за граѓанските организации и спортски клубови. Но она што бодеше очи на последната седница е обвинувањето од страна на опозицијата, на ВМРО ДПМН и коалицијата дека наводно ова актуелната локална власт во многу мал процент ги реализира капиталните проекти. Дали е тоа точно и на каков начин може да се потврди или да се негира нештото? Можеме на работа да ја потенцирам. Жалам што советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата на таа седница на која што и вие бевте присутни покажаа дека нема доволно познавање во делот на тоа што значи капитални инвестиции, во делот на тоа што значи реализација на буџет. Излегоа со едни паушални бројки кои што веднаш беа демантирани и најдовме, се надам дека со на тоа дека може и секој на говорницата каже било што, но сепак не доликува на советници кои што се избрани од страна на граѓаните на општина Прилеп да немаат точни информации, да пласираат тука пред советниците и во јавноста лажни вести. Она кое што беше напоменато и со факти, раководител на сектор за финансиски прашања практично даде одговор на сето она кое што тие го поставуваат прашање во делот на капиталните инвестиции. Сето ова кое што претходно го дискутиравме се капитални инвестиции во делот на развојните програми кои што како Совет на општина Прилеп сме ги донесли и гледате дека голем дел се во завршна фаза или се веќе во интензивна реализација. Она кое што мора да го напоменам, тоа е дека завршно со овој месец, практично до 39.2019 година, до почетокот на 1.10.2019 година, капиталните инвестиции на општина Прилеп ќе бидат околу 76 милиони денари и тоа ќе биде рекорд на реализирани капитални инвестиции во последните 5-6 години. Тоа со параметри го докажа од секторот за финансиски прашања од локалната самоуправа со конкретни цифри и бројки, како што напоменам пред фактите и боговите молчат. Ова е последица на тоа што со планот кој што ние го донесовме како локална самоуправа во поглед на реализација на капиталните инвестиции и развојните програми кои што ги донесовме, кажа претходно дека порано се донесуваше на седница на Совет развојни програми кои што секоја година беа префрлани од една буџетска во наредна буџетска година и не беа реализирани. Практично тоа беше проформа на Совет да се донесат развојни програми колку ради реда, а потоа да бидат префрлани од една буџетска во друга буџетска година. Ние од 4 развојни програми, 3 се во завршна фаза. Автобусите на метан се набавени, 4 нови автобуси се набавени на метан, кои што веќе се пуштени во функција, се стави во функција на јавното претпријатие за простор урбанистичко планирање, се во можност да ги користат граѓаните на општина Прилеп. Гледате дека завршуваат градежните активности на градскиот стадион Гоце Делчев и се интензивираат градежните активности за реконструкција на мостот на улица Трајко Николовски. И она четврта капитален проект, капитален развоен проект, тоа е булеварот, реконструкцијата на булеварот Гоце Делчев и дел од улица Прилепски бранители. Од едногодишна се префрла во двогодишна, со оглед на тоа дека во првата година
ќе се почне да се реализира дел од тој проект. Тоа покажува дека она кој што ние сме го предвидели како проект за реализација на капитални инвестиции, тоа се реализира во оваа буџетска година, а не се префрла во наредна година и затоа се должи големиот број во овој квартал на реализирани капитални инвестиции. Интересно е ние како посматрачи, како новинари, дека на секоја седница тоа се случува и едната и другата советничка група секако дека се борат за остварување на нивните заложби, но на крајот и крајната цел е да се остварат заложбите на граѓаните, а сепак има недоразбирање. Кога собранието на општина Прилеп ќе работи за иста цел? Дали и како може да дојде до едно гласање кога станува збор за одреден капитален проект и сите заедно да имаат едногласно да се одбере одредена одлука или да се поддржи одреден проект? Дали тоа некојаш ќе се случи од кај нас? Жалам што имате таква констатација. Со моето доаѓање со изборот за председател на Совет на општина Прилеп, кажав дека ќе бидам председател за сите членови на Советот, без разлика на која политичка партија се членови на Советот на општина Прилеп, и она заложба која што јас ја имам како председател на Советот, тоа е да давам можност да се отвори дебата во Советот на општина Прилеп со аргументи и со факти. Да не пуштаме на седница на Совет лажни вести. Зошто? Затоа што ние тука разговараме и дебатираме врз основа на пишан материјал и документи кои што се стигнати до нас како советници од страна на службите во локалната самоуправа и врз основа и јавните комунални предпријатија, и врз основа на тие податоци ние тука отвораме дебат. Јас се надевам дека во временскиот период кој што е престои пред нас, на тоа дека веќе сме тука и на половина од мандатот како советници, се надевам дека ќе се смогне сила од двете страни да се излези со конкретни решенија, и се надевам дека на сите оние предложи кои што ние како власт во локалната самоуправа ќе најдеме на поддршка од опозиционата ВМРО ДПМН заедно со коалицијата. Она кој што многу ми смета во момент е тоа дека сакам да разговараме и да отвориме дебата со конкретни аргументи и факти податоци, а не тука на седница на Совет да се барата со податоци кои што да бидеме реални се лажни вести. Тоа ќе излези во медиуми, тоа ќе излези и во јавност, а фактите се многу поразлични. Нас сакам да наведувам примери, тоа вие го забележавте на последната седница, кога се докажувавме за нешто кое што навистина не држеше место. Ви благодарам за разговорот, се надевам дека се она што ветивте и она што е испланирано со ребалансот на буџетот ќе биде остварено. Секако сите ние работиме во интерес на граѓаните и исто така се надевам дека ќе почне да работи граѓанското чувство на едната и другата советничка група, бидејќи сепак во центарот на вниманието се граѓаните на оваа општина. Апсолутно. Ви благодарам за поканата да бидам гостин во вашето радио. Она крајна цел и смислата на тоа што сме ние избрани од страна на граѓаните да ги штитиме и да ги браним интересите исклучително на граѓаните, без разлика на која политичка партија припаѓаме, затоа што ние сме избрани од страна на граѓаните да ги представуваме тие во овие институции за кои што сме избрани и да го штитиме интересот исклучително само на граѓаните на општина Прилеп. Во тој правец локалната самоуправа се труди и гледате дека покажуваме максимална транспарентност во делот на реализација на сите активности. Спремни сме тука и за критика, се со на цел да сето она кој што планираме да го реализираме да биде исклучително во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Благодарам уште веднаш. Информативна емисија Жешко Столче. Информативна емисија Жешко Столче.